Трети ден по поплавите кои го зафатија Кочанскиот регион. Сликата на терен и понатаму е лоша. Неисчистени канали, неисправна вода за пиење, поплавени домови, земјоделски површини и инфраструктура, но и нови најави за врнежи од дожд деновиве. Жителите пред камерата на 24 раскажуваат како се бореле со водената стихија. Ноќта ко саваат ко стана околу 5 сата беше, почна водата да улава. Разводи го детето, земаме двојцата, почнаваме да изнесуваме, имаше околу 150 вреки ориз и едно 5-6 вреки пченица и ячмен. Ячмен имаше 30 пченица. Додека изнесуваме горните редишта, долните 2 реда, 3 на таа просторија, не околу 2 тона жито се рсипа. Имаме многу штети, имаме житарицата, дрва, там кокошки у вода сами, оризо ја там вреките, викав внуците од штип, керките се внуци големи, ноќте доваѓа, дигаме вреки, ловаме, мачими се. Градоначалникот Костадинов денес ги повика сопствениците на поплавените куќи, ниви и магацини со ориз да пријавуваат штети во општината и информираше дека првите десетина барања од граѓаните на Облечево за обештетување на имотот оштетен од последната поплава веќе пристигнале. Уште од утринските часови, граѓани кои што се засегнати директно од поплавите веќе доаѓаат во општината и поднесуваат барања за обештетување од поплавите. Дополнително комисијата ќе ги сондира сите тие барања и ќе излезе на терен да ги попише вистинските состојби од настранатата штета. Мештаните велат дека причина за поплавите во нивните села се неисчистените канали, појава што според нив се повторува повеќе години наназад. Тие површини се поплавени, бидејќи е скината мрежата за наводнување кај помеѓу селата Бања и Спанчево и се поплавени земјоделските површини помеѓу Бања, Спанчево и Спанчево со Коларци. Човечки фактор влијаел врз кинењето на мрежата. Се надеваме дека надлежните институции ќе влијаат врз истрагата да пронајдат кој е причинителот, но не е исклучено дека и самата вода го направила тоа. Значи ние се уште постојат само индиции и шпекулации, немаме точни информации кој може да биде причинител. Решението според земјоделците од овој крај е единствено во навремената и брза реакција, бидејќи како што тврдат, доколку каналите били исчистени навреме, немало да дојде до поплава. Тука треба да има уште еден додатен канал, каде што има земјиште на Република Македонија, мора да биде изваден. Тој беше и порано, меѓутоа со текот на времето се затрупа, бидејќи немаше толку дождове, немаше такви услови и сега мора повторно се отвори за да може овие населени места, Облешево, Чифлик, Чишино, што се пониските па подлозите и Мојанци, ќе кажеме тука исто и нив ги фаќа од Кочанска река, ги фаќа поплави, да може да се регулира. Инаку обилните врнежи од дожд кои изминатите денови го зафатија источниот регион, во саботата предизвикаа излевање на Кочанска река која пак ги поплави селата Чешиново, Облешево и Чифлик. Најпогодено е селото Облечево, каде што се поплавени куќи, ниви и магацини со ориз. Наставата се одвива во нормални услови, а ќе биде извршена и дезинфекција на поплавените подрачја.